моите родители секогаш се расправаа, се кара. Мислам, не гледав некоја си посебна причина, значи кај нив секогаш имаше некоја причина за дополнителни кавги, расправи. Тоа траеше 12 години, до моите 12 години, веќе кога се разведоа, мислам, званично и се разведоа, а потоа мајка ми прво се премажи, а и татко ми во исто време. И јас еден период живеев сама, значи потполно сама. На почетокот не знае од училиштето, одев кај тетка ми, кај баба ми, а потоа кога дознае од училиште, значи ми помагаја сите другарчиња што ми беа во школата. Значи од самата учителка, директорот, че тоа траеше 3-4 месеци така, додека не дојде од социјално и на мајка ми им пренесоа дека мора да бидам со нејзе како што е во договорот, нели, од суд. Мислам, според решението. Очевот искрено никогаш немал деца, не знал, значи него воопшто се му сметаше, дали ќе се движиш низ дома или пак значи имаше период кога треба да се седне да руча, ти ако закаснеш од училиште после тоа нема ручек, ќе чекаш до следниот ручек кога е вечер во 18 часот. Знаеше често пати многу повеќе да пие од колку што треба. Че мајка ми беше постар 35 години. И така се одлучив на тој чекор, јас на 15 години беше или како што он налагаше, нели, доволно се веќе голема, може да се мажиш, да не ни сметаш, или да идеш во дом. И јас одлучив на тој чекор преку мојата другарка да се преселам кај низината сестра. Они ми помогнаа да работам, да почнам да работам. И така, првата година така беше, потоа се земав под кирија соба и почнав, значи, во животот сам. Што работиш? Се што ќе најдам. Значи, прво работев во сендвичара, работев и кај нив има, пошто живеа во Кавадарци, нели, на лози им помагав, се. Кога почна учебот, она остана сама. Не можеше да го погреба очевот, пошто имаше некои си проблеми, не знам, таму нерешени меѓу нив. Сепак испаднав јас во пресред, им помогнав за да го погреба очевот. И од тогаш почнавме повторно да комуницираме, но сепак јас никогаш не почувствував мајчина љубов, бидејќи она никогаш не се понашаше така како прав родител, како мајка, но сепак не можев. Јас сум таков карактер, значи им простив на некој начин. И така почнавме да комуницираме 94-та. Значи потоа константно, нели, се гледавме, па знаеше периоди да не сака да те види. Со неколку месеци нема да се јави, само кога ќе им треба ќе те побара. Но пресудно беше 2005 година кога ја повредив ногата. Значи тогаш почнаа сите проблеми. Значи јас додека бев во болница, она не дојде ниту единствен ден. Значи на сите други помагаше, можеше, потоа се дојдов од болница дома исто. Значи многу ретко знаеше да влезе во соба, да ме праша дали треба нешто или пошто она беше таква, ладна само за себе, што и да направиш им беше малку. Во 2009-та и се отвара вратата на брачниот живот, од голема љубов, како што вели, иако не така радо прифатена. Неговата мајка ми даде до знање, значи не сум таа особа што она сака, че не сум од некоја си фамилија или не знам што, но сепак јас не го сватив тоа здраво за готово, бидејќи очекував од него поддршка, бидејќи таква беше, мислам, договорот, ќе го пребродим и тоа ќе помине така. Мојата мајка не сакаше, нели, матично кога правевме обично матично, направивме чисто на еден ручек. И уште од првиот ден кога веќе бев, нели, како негова сопруга, почнаа сите проблеми од неговите. Значи секој ден се нешто не е во ред, не е добро. Пошто живеев тогаш си уште, мислам, куќето беше во Пинтија со мајка ми. Еден период решивме да се вратиме во Пинтија да живееме, да нема кавги расправи, пошто сепак таму јас доста вложив во таа куќа. Имавме наша соба, јас работев тогаш. Почнавме таму да живееме и почнаа уште поголеми проблеми, кога јас дознав дека сум бремена со син. Значи тогаш они го искористија правото, па од каде си ти сигурен дека тоа е твое дете? Значи тоа беше уште од првиот ден кога дознаа дека сум бремена. До нова година, значи 2009-та, беше повуци потегни, така да се каже, мали ситни кавги, али така да се каже константно. Значи за нова година за мене, пошто работеше такси, рече ќе возам.
но не да вози, он значи бил во Маđари, кај неговите. И јас дознав од мои пријатели, го замолив зашто тоа го прави. Значи јас не му бранам, но сепак не сакам да крие од мене. И тогаш настана поголема кавга и за ништо буквално прв пат крена на мене рака. Иако бев бремена со Сидми. Баш на ден Божич, Бадник не беше дома, си замина кај неговите. Божич дојде, си ги собра стварите и си замина кај неговите. Значи од тој период не го интересираше дека за Сидми дека ми треба поддршка негова. Мајка ми во тој период беше малку кај сестра ми. Не знам дали инстинктот му проработе, повара прошка од мене. Значи ајде као ќе пробаме повтор пат, дај да не се разведуваме, сепак Сидми да не расне без татко. Така и беше. Значи се оддалечевме многу подалек од сите. Живеевме еден период во Катлановско блаце, Сомалија, таму ми се роди Сидми, но он не издржа. Сепак цело време константно кај неговите, па не знам, ме разубедија на некој начин за да се вратиме назад. И тогаш почнуваат уште поголемите проблеми. Останав со керка ми, без да знам, веќе кога дознав бев трети месец, и веќе бев 36 година, беше малце ризики, ако абортирам, повеќе нема. И решив да родам ми керка ми. Значи, од кога се роди керка ми, веќе беше неподносливо. Сепак истата песна, она не е негово, со него нон-стоп проблем. Па кавги имаше и 2-3 пати назад. И веќе 2013 беше неподносливо. Значи цела 2013 до некаде ноември месец беше неподносливо. Кавги, расправи, секојдневни. Јас често пати завршував со висок притисок по болници. Ви посакувам добри дојде во последната епизода од оваа прва сезона на ВИП на еден ден. Локацијата намерно ја одбрав токму пред стоматолошка ординација, заради тоа што во изминативе епизоди токму стоматолозите беа хероите на нашите срца. Благодарение на нив совладавме многу стравови и вративме многу блескави насмевки. Благодарение токму на овие доктори, нашите учесници имаат здрави заби, блескави насмевки и пред се подобрена здравствена состојба. Денеска одиме да ја најдеме насмевката на Олгица, а неја ќе ја пронајдеме и нашите драги стоматолози, доктор Александар и доктор Валентина. Одиме. Добар ден, здраво! Добар ден, како сте? Добре ви дојдов и добре најдов. Добро ми е. Така? Чест ми е што сум дел од вашата емисија, ВИП на еден ден, со господјата Олгица. Така. Ова е ординацијата Виадент, стоматолошка ординација, која што е специјалистичка ординација по орална хирургија, ортодонција и се што треба во однос на други стоматолошки услуги. Така, јас најавив дека ние доаѓаме по насмивката на Оле. Меѓутоа, пред да ја добиеме насмивката на Оле, имавме доста работа, така, па јас ќе ве замолам да ни кажете каква беше состојбата во устата на Оле, кога дојдовме првиот пат и сега каква ќе си ја земеме назад. Во ред. Пак кажам, задоволство ми беше големо што сработував со вас и пред се со господјата Олгица. Ситуацијата во однос на забавото беше навистина критична. Во горната вилица имавме големи простори, диастеми, кои што потоа ќе видите како ги решивме, додека во долната вилица беше прекритична ситуацијата, имаше прогресивна парадонтопатија, значи тоа е болест на самото непце, и имавме стравување дека ако не се среди ништо, ќе дојде до нека дополнително така покритична ситуација, тоа веќе кој што е, дури до губење на забите и без забос. Поради тоа решивме да се направат и одредени интервенции, екстракции на долните централни инцизиви, тоест првите два заби, со дополнително шиење, каде што присуствуваше орален хирург, доктор Александар Јордановски, и потоа пристапивме кон една протетска изработка кај господјицата Олгица. Така, сега ме интересира каков пациент беше Олгица. Прекрасна особа, значи соработката имавме со нејза се што ние кажавме од наша страна, од стоматолошката ординација,
заедно со едно конзилиарно мислење, јас и доктор Александар, се разбира екипата од нашите сестри, тука е доктор Сара и сестра Елена, заедно со заедничка соработка. Ние сето тоа го средивме, мислам дека идеално, но госпоѓата Олгица беше прекрасна. Се што ние тоа го искажавме, она го прифати и се што мислевме дека е потребно, у нас и се служи со тоа што дадовме едно најдобро заедничко решение да се реши случајот на вистина како што треба. Добро, и сега дали можам јас да ја видам, затоа што сум нестрплива. Да. Секако. Ајде. Оле, добра си ми, да. Добро. Ето. Ајде сега да видиме. Значи ова е се така. Ова е во горната усна, имавме тука простори, кои што ги затворивме. Во долната усна, еве што се доби, цела протецка конструкција, значи кои што се опфатени од овој зап, двојката, па се до крајот. Мислам дека и госпоѓа Олгица е задоволна. Она што сега ќе го покаже задоволството е само да ми се свртиш во камера и да се Добре. насмевнеш, што може? Да, еве заедно. Заедно да се Така. насмееме. Тоа е тоа. Тоа е тоа, мислам дека госпоѓата Олгица е задоволна. Се разбира дека и ние сме презадоволни од она што го изработивме, но пред се најголемо задоволство ни беше да помогнеме како луѓе и како ординација, некој така да ја внесеме среќата, нашата среќа да биде и нејзина среќа, бидејќи задоволството е големо кога ќе се помогне на тој што нема и на тој што мислиме дека така му е потребно нешто. Дури сум емотивна сега, бидејќи на вистина сакав од срце ова да го направам. Со Снежа беше еден неформален разговор, така случајно се сретнавме, јас се понудив. Ми беше чест и задоволство, на вистина од искрено, од срце и за се што треба. И во секој време сме тука расположени, значи на секого да го помогнем. Ова беше случај сега на госпоѓата. Мислам дека е презадоволна и ми беше многу често нејзе да соработувам. Бидејќи имавме некои разговори, можеби навлеговме во интимноста и така, како едно пријателство и за се што треба, се разбира сме тука. Така ви благодарам, само да кажам дека ова е последна епизода од оваа прва сезона, така да ја завршуваме со вас и многу ми е голема чест. И мене ми е чест. Така да ет, со огромни и Што широки присуствувам. насмевки завршуваме, а мислам дека се една фотографија така со блескава насмевка може да направиме, може? Така, Ајде. може. Убавино насмевни се како ден. Убавино насмевни се како цвет. Ко фреска ќе те чувам, ко галеб ќе се нурнам в твојот бран. Убавино насмевни се, јас сум твој. До цвести ќе те љубам, од радост не пукне душава. Убавино насмевни се, јас сум твој. Со ти Так, баш ми е било на вистина. Пред се не добив само пријателки, како се искрена. Мака некој одамно никој не направи нешто за мене, извинјава. Така да благодарам многу. Да, ние може малце да избрзавме, меѓутоа така не е. Добро, времето беше, темпото беше брзо и од наша страна беше брзо. Не очекувано, многу се, но се надевам дека сте задоволни. Пред се дека Олгица е задоволна. И тоа ми е највеќе. Незиното задоволство значи уште моето поголемо за така нешто. Така, за оваа работа се што треба се. Залуди ме.
nasmerni se, vidi son. U bavino nasmerni se, vidi breg. E s'erano po tebe da frla silni branoj ben vidi. U bavino nasmerni se, smiri me. Zajedni sonce te sopram, za небото да гори. Браво! Ние кај вас на разубавување. Не очекувате сигурно, освен ние спремно за Олгица? Да. Ај, добре, одим. Ja sam tvoj, sotivka pesna i silna ljubov, te čekam na vredo. Добар ден, здраво, јас сум Билјана, повелете. Да видиме сега косата. Како ја носите косата, обично пуштена? Побите со Так. придосни. Имате тенко влакно, седо, ќе треба да ја фарбаме. Ако сакате малку да ја скратиме за да освежиме и ќе ставиме пакување за сува коса, пошто ви е многу сува и виткана. Истата нијанса? Потемно малку? Со оглед на тоа што косата е она што нас жените најмногу може да не загрижи или расположи. Морав да слушнам како ќе одиме со промената на фризурата кај Оле. Густата коса, која ја имала Олгица во изминативе години од стрес и нервоза, ја изгубила, а обелината коса на само 42 години е доказ за нервозите и секирациите. Па прашувам, како ќе одиме? Со светла, темна нијанса или можеби пак одиме на црвена варијанта? Фризерката Билијана трпеливо одговараше на моите прашања и потврди дека ќе имаме убава трансформација. На Олгица веднаш и понудија уште една услуга, и тоа маникир. Вистински вип третман. Значи, девојки, јас ја оставам Олгица во вашите вешти раце, кога ќе се вратам, очекувам да не ја препознам. Може така? Така. Одиме ние сега на друга локација. Колега, ајде. Бидејќи Олгица беше на посебен режим на исхрана, одбирањето на облеката беше во моделот, а за бројче рековме ќе почекаме. Па така, откако го утврдивме конфекцијскиот број, а со Олгица во линија и стилистката го одбрале моделот, јас отидов да ги земам подготвените работи. Ми рекоа дека веќе се сте одбрале и се ми е спремно, само треба да го земам. Така? Ајде, тогаш. Аха, имаме повеќе. Добро, за да видиме кој ќе го одбереме. Така? Добро. Добро, не мора. Јас во меѓувреме додека да спакуват, јас можам да си разгледам што имаме ново, за да си видам тука. Ваква блуза сте одбрала. Чекай да видам, мене како ми сте. Ова е добро. Иле тршави работи се за лето.
Се сврти стоја, да снимте. Дека бега! Бидејќи е последна епизода во оваа сезона, нема да ни замерите на шегите, нели? Летна колекција. Што добри работи. Чекај, може ќе најдем и некоја постолки. И овие се супер. Имам едно изненадување за значи за семејството на Оле. И затоа јас одбирам некои така. Купачи може би ќе им се најдат. Имаме тука за Ања и за Филип. Сега ќе одберам. Овие се супер. Со јагутките. Чекај да ги видам другите. И овие се супер. Чекај да видам за Филип. Еве, овие ми се забавни. Да, има и вакви. Јас мислам ова. Ова за принцеза каква што е Ања, може да и се најде. Многу бави. Чекај да ги видам и овие се прекрасни. Ова или ова? Сега ќе ги видим. Фюри шешир. Чекај да видам дали мене ми стои прво. Кај има гледало да се види? Нема вам. Добре? Не? Не. Ти благодарам многу, па се гледаме. Ајде, поздрав. И додека Олгица ужива, јас одам во најслатката куќа. Сладолед? Сладолед му дајаме на сладолед. Чекај. Додека јас како персонален асистент на ВИП Олгица ги завршував сите активности, неизе изработија биотату, природен начин на боење на вегите со кна. Со оглед на ретките и светли веги кај Олгица, незиниот лик постојано изгледа бледо и уморно, а убавите сини очи не доаѓаат до израз. Па со оваа метода и нагласувањето на вегите,
Ќе се отворат и очите, а и незината убавина ќе дојде до израз. Бога ми, напорно. Цело Скопје го прошетав, ама нашата учесничка тоа го заслужува, за да се чувствува барем еден ден посебно. Еве сум стигнала. Кај ми е девојчето? Каде е? На педикир? Ајде. Чекај да видам каде си. Вау! Кој е ова уживање, а? Да? А имаш и вегите? Еве, јас сум земала све. Да видиме до кај сме и како сме, па ќе пробаме. Таман за новите чевли, да, нови стапала, нели? Добро. Новите чевли намерно ги спомнав, бидејќи Олгица после кршењето на ногата пред неколку години има проблем со носење чевли, па затоа е постојано во патеки, а сега специјално од Шевро изработија чевли по нејзини димензии, кои се надеваме одлично ќе и легнат. Сега имам еден многу важен момент. Затоа и ми беше битно да видам дека Олгица ужива и нема да наслути ништо, бидејќи морам да одам по едно изненадување. Голема ми е одговорноста. Ама како изненадувањето ќе видите на крај. А сега е време за нашата VIP личност. Во последната епизода од оваа сезона одлучивме да ја имаме за гостинка жената, која комплетно се вклопува во целата наша приказна. Автентична, непосредна, храбра, силна, мудра, со една сила планина да помери и насмевка срца да растопи. Животот не ја милувал, често ја ставал на тест на издржливост, ја туркал кога најмалку очекувала, но се кревала, оти мора, за инает на лошото, за љубов кон себе, затоа што го сака животот. Инспирација е на многу жени, пример на непокор и непредавање. Дека е пеачка и водителка знаевме, ама од пред 10 години незиниот пишан збор дополнително не освои. Јас никогаш не се откажав, како и да се затркала мојот живот, напред наназад, јас никогаш не дозволив тоа да ме демотивира и да ме едноставно да ме дестабилизира, да си ја отсакам професијата, да си ги отсакам сите мои хобија и да едноставно да не го сакам животот. Јас го сакам до срж, со сите негови неправди, со сите негови трагедии, со сите солзи кои ги имам пролеано и со се она што во животот не ми било право, а сум морала да го износам. Како се држеше со оглед на тоа што ти се случило за многумина со тоа големи трагедии? Па нема време, Снеже. Искрено да бидам, јас во животот толку ненадејно и толку апанса сме спопаднаа некои работи кои многумина можеби не би се снашле, но јас немав време да мислам како требаше да биде во животот и зошто баш мене вака сето ова ми се случува. Едноставно сватив дека животот или Бог или кој да е не ги дава големите искушенија и големите предизвици секому. Ги дава на оној кој може да ги износи и оној кој веројатно е дојден со некаква мисија да им биде поддршка, подкрепа, да им биде пример на другите дека да, ти додека не те снајдат големи работи нема да можеш да сватиш колкава е твојата сила и колкави се твоите моки во суштина. Јас во животот сум мислела дека некој нешто што мене ми се случија само на телевизија, во филм може да се случат, но ги доживеав во најблиското семејство, ги доживеав лично на свој грб и сватив дека во животот како што можеш да се подпреш на себе, на никого друг не можеш да се подпреш. Ти бараат ли жените совети, ти пишуваат да, или многу често. Многу често. Дека им даваш поттик, дека едноставно
ја гледаат храброста твоја, па и тие продолжуваат понатаму. Јас имам впечаток дека е токму така и затоа и ти го поставувам прашање. Многу често и со дел од нив се гледаме и лично, доколку имаме услови да се видиме лично, со дел од нив се допишуваме или се слушаме телефонски. Онаму каде што вистински и реално можам да помогнам и поинаку, се обидувам да најдам соодветен начин, бидејќи јас не сум во нека не знам колку многу добра ситуација за да можам да им бидам и од поголема помош на луѓето кои реално имаат многу поголеми проблеми од моите, немаат работа, немаат родители живи, немаат живеалиште и ред други екзистенцијални проблеми. Но она што најмалку што можам да направам е да поразговарам, да ги посоветувам, да ги охрабрам, бидејќи убавиот збор е како мелем и често пати јас тоа и го пишувам дека некои луѓе се толку лековити што би требало и на рецепт да ги припишуваат. Еден разговор со добар човек, со свесен човек и со позитивен човек вистински може да ти го разбуди животот, бидејќи ние луѓето трчајќи по екзистенцијални и некогаш само по материјални добра, ние си дозволуваме да го поминеме животот заспани, оптеретувајќи се со не толку важни работи колку што се важни оние другите, нематеријалните. И затоа трошиме еден добар дел од животот сакајќи да исправиме криви дрини, сакајќи да го зголемиме нашето банковно салдо, сакајќи да оставиме добар впечаток кај колегите, кај средината што возиме, каде живееме, каде бевме на одмор, што јадевме и така натаму, не размислувајќи за многу други нешта кои со пари не се купуваат. Така е. Кажи ми, овие книги дефинитивно може да се препишуваат на рецепт? Нели? Апсолутно. Среќометарот ја има и таа моќ. Среќометарот е една од најпродаваните и најчитаните мои четива од вкупно 10. И го купуваат многу жени за себе, за блиските, за пријателките, го купуваат и многу мажи за своите пријателки, партнерки, сопруги и така натаму. Ги испорачувам по брза пошта на секаде кога сакаат изненадувања некому да приредат и многу ми е мило затоа што едно време кога овие социјални мрежи толку многу не бомбардира, помислив дека готово книгата изгуби од интерес и луѓето читаат исклучиво на интернет, но подоцна сватив дека ја нема таа сила што може книгата да ја исфрли од употреба и тоа го забележувам се уште и покрај тоа што веќе година дена ништо немам издадено затоа што едноставно моето време и фокус е на некои други работи, а книгите чекаат во компјутер. Се надевам дека ќе бидат стрпливи и ќе ме дочекаат кога ќе се смилувам и ќе ги ставам во финална фаза. Сигурно. А што е со пеењето? Пеењето е љубов и магија која трае и ќе трае додека дишам и додека ме има. За жал, се поретко и се помалку, бидејќи таа музика, тој репертоар кој јас го негувам, многу малку поминува на овие простори. Се некои трендови, се некои други нешта се актуелни во мода, но пак за среќа има и настани и места и луѓе кои што сакаат таква музика. Музика од минатиот век, музика која асоцира на едно поинакво време, на едни поинакви стандарди во музиката. И јас никогаш не бев пејач кој пееше тоа што пеат сите, знаеш и ти. Никогаш комерцијалната музика не ми беше предизвик и никогаш не се фокусирав само на еден правец во музиката, туку сакав да е тоа безвремена музика која никогаш не излегува од мода. Бабо, кога ќе те викаат наскоро? Океј е бабо да те викаат или? Како не, јас посакувам секој да дочека и ти да си дочекаш да те викаат бабо. Тоа сигурно некаде последна година, две ќе биде, бидејќи децата така прозборуваат декаде некај втората година, но верувај ми тоа е едно толку убаво чувство да добиеш дете од твоето дете, срце од твоето срце и душа од твојата душа, нема ништо поскапоцено. И толку многу универзумот ги услишува некои наши молитви што секогаш повторувам, внимавај што ќе посакаш може да се оствари. Кога ја родив Матеја на 40 години, тоа е мојата втора ќерка, и додека лежев тие неколку дена во болница и само вака си размислувам, гледам околу мене мајки по 20 години, беа речи сите до 25 година и си викам, Боже Господе, ќе дочекам ли јас од ова моје дете внуче и воопшто дали ќе дочекам јас да станам баба и да им бидам од корис на моите деца толку многу колку што ми е мене од корис мојата мајка. И ете гледаш како животот ме слушна, иако станав многу возрасна мајка, јас станав сепак
помлада баба, иако има и многу помлади од мене баби. Запознав и баба на 42 години пред известно време, навистина. Единствената добра работа во тоа кога девојките стануваат мајки рано е во тоа што ќе си дочекаат и внуци и правнуци, ќе можат да уживаат многу генерации. Се разбира ако знаат да го живеат животот со сите негови предизвици, колку и да се тие некогаш контра од нашите очекувања. Ти благодарам многу. И јас. Ти благодарам што дојде и ја запозна нашата учесничка Оле, која што за жал била жртва на семејно насилство, меѓутоа гордо, храбро, оди низ животот, ги чува своите две дечиња, не се предава, а токму таква некако те видов и тебе, дека и покрај се што се случило, значи ја имаш усмевката на лицето, ја има и нашата Оле и токму затоа ја одличив да Многу ми е мило што сум дел од овој... спојам и се надевам дека на крајот целиот производ ќе биде убав, а и Оле ќе ни раскаже како ги доживеала твоите. Веќе чекам да ни раскаже Оле, јас ја давам целата моја поддршка и жалам за секое страдање кое морало да го преживее, но верувам дека таа е силна и дека ќе ги надмине сите тие нејзини голготи и дека ќе излезе многу посилна од она што воопшто некогаш помислила. Благодарам многу. И јас. И време е за новата Олгица Симоновска. Како мама дојде од лифтот? Филипче. Како дојде од лифтот? Така? Вау. Да. Што ме гледаш чудно? Мама или не е мама? Мама. Мама беше ми сега. Што ме гледаш Филип така чудно? Кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан пој. Кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан пој. Изгреј ми. Еве сум јас. Ања, имаш нова мама? Да. Да? Најнова? Дали е убава? Да. Дали ги исполнивме очекувањата? Да. Ке ги покажеш менјушите, мама? Види какви менјушки има. Воли се? Да. Да? Сега вака. Јас имам за вас едно друго изненадување. Добро, посебно за мама. Може? Ете, од овој графит ќе го започнам изненадувањето за Оле. Оно што ќе ви го кажам е дека не контактираше нејзиниот сегашен партнер. Тој моментално се наоѓа на привремена работа во една странска земја и не замоли да подготвиме изненадување за Оле. Освен тоа што напиша неколку стикови за Оле, не замоли да ја купиме и букет цвеќе. Оле ништо не знае што се случува, се држиме во најголема тајност, а јас сега ќе отидам да одберам соодветно цвеќе и ќе се консултирам со Дејан да видам дали е тоа што тој го замисли. Насмеј се на ветров што вие, љуби ме и главата горе. Насмеј се на ветров што вие. Значи вака, имам едно изненадување. Добро. Ама јас сега ќе застанам затоа што со ова изненадување пристигна едно писмо и ќе ми биде чест и задоволство да ти го прочитам. Повели, ова е за тебе. Значи вака сега. 13 мај 2016 година. На тој ден во центарот на Скопје се спои нешто убаво во мене. Реално на вистината. Секој жив човек има своја сторија, настан, доживување, убавини и падови.
Тогаш те запознав и почувствував дека пред мене стои жена која посакува да подари внимание, љубов, разбирање, почит. Мила, моја Оле, или женче, срцка, буша, жарче, се зборовите кои опишуваат мојата љубов кон тебе. Истрајноста, борбата која ја водиш и мајчинството што го имаш ми дава сила да заедно го постигнеме и ги научиме децата на ова нешто. Секој ден го слушам твојот глас, кој ми е верен пријател додека работам. Ти посакувам се најубаво и биди своја, истрајна, храбра кон целта. Јас овде ќе додадам те сака Дејан. Јас тебе поздравам. Ти благодарам. Дејан не е тука, меѓутоа ме замоли во негово име секогаш тука да нас да го направам ова. Ти благодарам. Јас се најажив од неговите зборови и верувам дека можам да не започнам. Дека го имаш виштинскиот човек до себе. Заедно со овие гуламчиња, со овие Што ќе му срцки. кажеш на папа? Што ќе му кажеме на Дејан? На папу што ќе му кажеш? Те гледа сега папу таму? Што ќе му кажеш? Ќе го поздравиме. Ќе го поздравиш? Дека ти фали многу? Месенџер можеме Те да гледа го папу покажеме таму? на камера слободно. Да, го имаме преку месенџер и го поздравуваме. Благодарам. Многу ми недостигаш. Така ни недостига во овие моменти за заеднички да се радуваме, меѓутоа секако дека е присутен во твојот живот и верувам дека никогаш веќе нема да имаш причина да плачеш освен само солзите. Така. Благодарам уште еднаш што ни беше учесник во нашата емисија. Се надевам дека ти го разубавивме овој ден и се надевам дека оние работи кои што ете ќе ти останат во сеќавање, ќе ги паметиш и ќе се сеќаваш хубаво на нас. Меѓутоа не завршувам тука. Стојте по нешто друго. Благодарам пред се на вас што ме избравте во емисијава, што ми ја дадовте оваа поддршка и повеќе ми дадовте некоја цел во животот. До сите што ми помогнаат за ова што сум, значи бутикот Линеа, пред се до доктор Вали и доктор Александар за прекрасната насмевка, плежер да не заборавам. И сега ќе имаш Нуми и уште сите што беа со нас. Така. И уште нешто сега ќе имаш да се заблагодари затоа што ние односно туристичката агенција Libero Travel ви подаруваат патување Будва, манастир Острог во Подгорица. Можете да заминете на патување. Океј? Заедно со Дејан ќе го почекаме еве ова за вас. И секако нели за патување, па Будва е, па море, па треба да се бањате, сега имам уште подарци. Океј, стоите тука. Изгреј ми злато-жолта сонце. Опа. Еден куп подароци имаме тука. Имаме и за јадење, имаме и средства за чистење, имаме ова од плежер масажа, кога нели веќе ќе ти притреба, ете така повели. Дали знаете сега какви купачи имаме за тебе? Види каква принцеза имам за тебе. А? Ти се допаѓа? Ете така, да, супер си имам и за Филип, еве тука. За Филип имаме купачиња. Значи имаме овде, имаме и за тебе имаме купачиња, така да имаме еден куп подароци кои што верувам дека ќе ви се најдат. И нели, додека си каснувате по нешто, ќе се сеќавате хубаво на нас. Посебно благодарам вас. Мечето мое. Така, Мече го викаш? Да, Мече мое. Заедно се работувавме, јас се обидов да не искажам ништо. Така да, значи ме пронајде, да, ме пронајде Дејан, јас сега ќе ти кажам, ме пронајде на Facebook, ми пиша, Дејан ти издавам. Нешто, ама долку не. Да, ама добро, ете го испланиравме, јас верувам дека е задоволен од целото изненадување. Така да, единствено останува, вие колку сте златни, единствено останува заеднички така, на една веселба да седнеме како се вратиш. Така? Јас ви благодарам, јас сега овде ќе одјавам оваа последна епизода од првата сезона на VIP на еден ден и ќе го цитирам она што го кажа нашата гостинка. Внимавајте што ќе посакате, затоа што може да ви се оствари. Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on
down to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them, this is me and thanks to you I'm proud. Go on now, tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them, this is me and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. Јас сум Олгица Симеоновска, 43 години од Скопје. Бев во емисијата VIP на еден ден. Пред се огромна благодарност што ме избравте и што ми дадовте нова шанса за да се разбуди подобро нешто. Сакам да ги охрабрам сите жени што се жртви на семејно насилство, пред се да не се плашат, да си продолжат по патот. Значи, патот е тежок, но сепак упорноста може да успе, ако сакаат нешто подобро утре. Што се однесува до тежината на Оле, еве, ве оставаме да погледнете сами, а и самата Олгица ќе ви каже. Програмава Нуми може би недоволно ослабев, но сепак здравјето ми стана многу подобро. Значи крвната слика е многу подобра, холестеролот се намали видно. Значи има доволно резултати пред се. Со програмата Њуми, Олгица доби одлична крвна слика. Високиот крвен притисок сега е реткост. Холестеролот видно е намален, а за краткото време кое го имавме на располагање, изгуби доволно килограми. Но најважно е дека на Олгица и се врати широката насмевка. This is me and thanks to you I'm proud. Girl, he will try to tell you what to do, how to look, smile, act and move. All the rules are made for you to love.